Добар ден! Јас сум Славица Јолакуска-Таштановска, наставник по физика. Денес, по предметот физика, за 9-то оделение, ќе ја изучуваме наставната содржина, одредување на густината на коцкасти, кубоидни, цврсти материи. Но пред да започнеме со изучување на новата наставна содржина, да се потсетиме на она што го изучивме минатиот час. Густина е физичка величина, бројно еднаква на масата што ја има единица волумен од дадена супстанција. За да ја одредиме густината на супстанцијата од која што е изработено едно тело, треба да ни биде позната масата на телото и неговиот волумен. Густината се пресметува како количник од масата и волуменот на телото. Односно, формулата за пресметување густина е Р еднакво на М врз В, каде што Р е ознака за густина, М е ознака за масата на телото, а В е ознаката за волуменот на телото. На овој час ќе објасниме постапката за одредување густина на коцкасто, кубоидно, цврсто тело. Независно каква е формата, големината на телото, масата на телата ја мериме со вага, односно терезија. Доколку телото има форма на коцка, постапката за одредување на неговиот волумен е следната. Мериме еден раб на коцката, бидејќи коцката е геометриско тело, кај кое што сите рабови се еднакви. Доволно е да измериме само еден нејзин раб. Потоа, ја користиме формулата за пресметување волумен на коцка, позната од математика. В е еднакво на А помножено со А помножено со А, или В е еднакво на А на трета, каде што со А сме го означиле работ на коцката. Доколку телото има форма на квадар, потребно е да ги измериме рабовите на квадарот. Мериме должина, ширина и висина. Откако сме ги измериле рабовите на квадарот, ја применуваме формулата за пресметување волумен на квадар, исто така позната од математика. В е еднакво на А помножено со Б помножено со С, каде што А, Б и С се рабовите на квадарот. Откако сме ја измериле масата на телото и сме го определиле неговиот волумен, ја пресметуваме густината како количник од масата и волуменот на телото. При тоа внимаваме на мерната единица во која ја добиваме пресметаната густина, имајќи секогаш во предвид дека 1 грам на кубен центиметар е еднаков на 1000 килограми на кубен метар. Сето она што досега го објаснував, ќе го примениме во конкретна ситуација. Според податоците, дадени на сликата, пресметаја густината на супстанцијата од која е изработена коцката. Со помош на линијарот го мериме работ на коцката. На линијарот очитуваме раб на коцка со должина 2 см. Со помош на вагата ја мериме масата на телото. На вагата читаме дека масата на даденото тело изнесува 100 грама. Во задачата треба да се определи густината на супстанцијата од која што е изработена коцката. Ја запишуваме формулата за пресметување густина, но густината се уште не можеме да ја определиме, бидејќи не ни е познат волуменот на телото. Затоа претходно, со примена на формулата за пресметување волумен на коцка, го одредуваме волуменот на даденото тело. Со замена на бројната вредност на работ на коцката во формулата за волумен, добиваме
дека волуменот изнесува 8 кубни центиметри. Масата и волуменот сега ги употребуваме за да ја пресметаме густината. Со замена на бројните вредности во формулата за густина, пресметуваме дека густината изнесува 12,5 грама на кубни центиметри. Или, овој резултат, претворен во основната мерна единица за густина, изнесува 12.500 килограми на кубни метри. Пример 2. На сликата е дадено тело во форма на квадар со маса 180 грама. Одреди ја густината на телото. Густината на телото изразија во грам на кубен центиметар, а потоа и во килограм на кубен метар. Од сликата читаме колку изнесуваат рабовите на квадарот. Должина 8 cm, ширина 2 cm и висина 9 cm. Запишуваме. Познато исто така во задачата ни е колку изнесува масата на телото. Масата изнесува 180 грама. Треба да се определи густината на телото. Ја запишуваме формулата за пресметување густина на тело. Но претходно ќе треба да го определиме волуменот на телото кое што има форма на квадар. Затоа ја применуваме формулата за пресметување волумен на квадар. V е еднакво на А помножено со Б помножено со С, каде што А, Б и С ни се рабовите на квадарот. Пресметуваме волумен на квадар од 144 кубни центиметри. Со замена на бројните вредности за масата и волуменот во формулата за густина, ја наоѓаме густината на супстанцијата од која што е изработено даденото тело. Добиваме густина која што изнесува 1,25 грама на кубни центиметри. Овој резултат за густината, запишан во незината основна мерна единица, изнесува 1250 килограми на кубни метри. Домашна работа. Задача број 1. Пресметаја масата на дрвена коцка со раб 10 cm. Густината на дрвото изнесува 800 килограми на кубен метар. Задача број 2. Стаклена плоча со маса 10 килограми има должина 40 cm, висина 2 метри и дебелина 5 мм. Одреди ја густината на стаклото од која е изработена плочата.